Двојните аршини на судската власт или политиката пресудна за пуштањето на Зоки Кичиец од куќен притвор. Ова прашање се поставува откако беше донесена одлука осудениот во Рекет Зоран Милевски, правосилноста на пресудата да ја дочека на слобода. Адвокатот Еленко Миланов се сомнева дека судот нема еднаков третман кон сите учесници во постапките. Дека има двојни аршини, веројатно има, затоа што јас никогаш не сум против тоа да на некој обвинет му се укине потешка мерка и му се замени со полесна, се додека тоа е во рамки на некаква еднаквост помеѓу сите учесници во различити постапки. Миланов како пример го даде неговиот клиент Милјана Киевски, кој веќе долго време е во притвор или куќен притвор, а за неговата слобода биле нудени многу поголеми гаранции од онаа на Зоки Кичиец. Обвинетиот Милјана Киевски се наоѓа повеќе од 2 години притвор, куќен притвор. Актуелно од 11 луѓе во постапката, само Миле и уште едно лице се наоѓаат во куќен притвор. Иако нудевме неколку пати гаранции и тоа според она што го прочитав, ако гаранцијата на господинот Милевски е околу 200.000, ние нудевме гаранции кои што се во двојно повисок износ, но не се уважени. За подсетување, Врховниот суд 6 месеци молчеше и не одлучуваше по жалбата за притворот на Душко Лазаров, осуден за настаните од 27 април и покрај тоа што имаше 5 ургенции од страна на неговото семејство. Слободата на Кичиец дојде откако беше прифатена неговата финансиска гаранција од над 200.000 евра. Ова за Алфа го потврдија неговиот адвокат Александар Новаковски и обвинителката Вилма Русковска. Инаку Милевски беше неправосилно осуден на 3 години затвор за кривичното дело примање награда за противзаконско влијание. До сега во затворот во Шутка и во куќен притвор мина речиси 9 месеци, кои ќе му бидат пресметани во затворската казна, која ќе треба да отслужи по правосилноста на пресудата. Тоа значи дека Кичиец во затвор треба да мина уште 2 години и 3 месеци.